благодарам, председателе. Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани колеги пратеници. На почетокот на оваа моја дискусија сакам да кажам дека како пратеник од пратеничката група на ВМРО ДПМН ќе гласам против ова ново задолжување на Република Македонија, а со тоа и на самите граѓани. Станува збор за 90 милиони задолжувања. Под изговор дека овие средства ќе се користат или ќе бидат наменети за борба против невидливиот непријател COVID-19, старо-новата влада, уште не седната, повторно ќе не задолжува. Ми се чини дека, освен за задолжување, друго и да не знае да работи оваа влада. Досега, во овие 4 години владење, оваа коалиција не знам по кој пат не задолжуваше за непродуктивни расходи, непродуктивни трошења, кои што генерациите, кои што идат, а и самите ние граѓаните на Република Македонија, треба да ги враќаме заедно со камата. И да, на почетокот ќе кажам дека ќе се сложам да се задолжиме како држава за овој износ на 90 милиона евра, но ако истите тие средства од заемот од Меѓународната банка за обнова и развој, истите овие средства бидат наменети исклучиво и само за справување со кризата. Но во досегашната пракса од минатото на оваа влада, тоа не е така. Односно, оваа влада ги троши средствата кои што треба да ги вратиме, пак ќе кажам, со камата, за лични луксузирања, недомаќинско и расипнишко работење. Во овој момент граѓаните и државата тонат во сиромаштија, а функционерите на Социјалдемократскиот сојуз живеат како бубрек во лој, уживаат во луксус на државен трошок со парите на граѓаните. Почитувани, во јавноста е створена перцепција дека функционерите на СДСМ не можат да се откажат од својот луксус, односно како да се родени да уживаат и да се луксузираат со народните пари. Со ова задолжување од 90 милиони евра, Република Македонија ќе се втурне во нови долгови, а ефектите или придонесите ние нема да можеме да ги видиме. Се сомневам во трошењето на средствата од овој заем, бидејќи свежини се сеќавањата на тоа како се трошеа стотици и стотици илјадници евра за бадеми и фстаци, за репрезентации по хотели и кафани, додека војската и полицијата, каде што управува министерката Радмила Шичеринска, одат со чевли и чизми кои носат и по неколку сезони. Свежини се сеќавањата, нема потреба од нервоза, свежини се сеќавањата како во последното 3,5 години скоро и да нема институција во која не се купиле луксузни автомобили и джипови. Според некоја статистика, во овие 3 години набавени се преку 400 нови автомобили и джипови во вредност од преку 9 милиони евра. Задолжувањето. Да. Ако сега ја погледнеме новата денешна ситуација во образованието, ќе видиме дека над 40.000 дечиња во Република Македонија не можат да следат настава затоа што немаат услови, односно немаат компјутери, IT уреди за следење на онлайн наставата. А средствата од ова задолжување се сомневам дека ќе се трошат наменски, наместо да се трошат во набавка на компјутери и IT опрема за следење на наставата на овие дечиња. Но затоа пак функционерите од власта на СДСМ уживаат во нивните луксузирања, свежо не е сеќавањето, како се набавуваат кондоми и презервативи и лубриканти. Бидејќи велите дека овој заем дека ќе се користи за здравството, сакам да кажам дека на инфективните оделенија по болниците нема доволно кислородни боци. Се исклучува пациент за да се вклучи друг. Бидејќи нема, рекол, доволно кислородни боци, а зборуваме за набавка на респиратори. Се сложувам потполно дека треба да набавиме такви респиратори. Но ве прашувам, зошто со претходните задолжувања не набавивте доволно кислородни боци? Одма ќе ви одговорам, не знаете да менаџирате со јавните пари. Јавниот долг во овој момент е во висина од 59,6%. Вкупните приходи во буџетот на државата се пониски за цели 20,6%. Ако овие тешко позајмени средства ги потрошиме за владата ги потроши за справување на делови од економијата, што не се конкурентни, тогаш ефектите ќе бидат краткорочни и по некое време ќе се судриме со истите овие проблеми. Единствено што ќе ни остане ќе биде долгот кој сите заедно
треба да го враќаме, пак ќе повторам, со камата. Зошто го кажувам ова? Дека овие средства нема да се користат за справување со COVID-19, односно со новонастанатата ситуација. Минатата недела на една од националните телевизии премиерот Зоран Заев, мислам дека тоа беше Алсат, на прашање од водителот кој е планот за справување со кризата и која е стратегијата. Цитирам, премиерот кажа дека компаниите кои животарат и работат со загуба ќе ги оставиме да пропаднат. Компаниите кои животарат и работат со загуба ќе ги оставиме да пропаднат. Ова не се вика план и стратегија, туку неспособност да се помогне во економијата. Па тогаш, зашто ќе ги трошите овие тешко позајмени пари од странство? Дали овие средства ќе се користат за финансирање на компании во кои што и фирми со кои раководат СДСМовски кадри, како на пример 296.000 евра преку Фондот за иновации беа доделени во Кавадарци на фирмата во која што раководи председателот на општинската организација на СДСМ во Кавадарци. Или пак ќе бидат поделени на децата на високи функционери од владата за нивно школување. 40.000 евра од овој фонд беа доделени на едно од децата на еден министер за школување. Дали фирмата на господинот Анџушев од истиот тој фонд зеде 160.000 евра? И зошто се сомневам дека овие средства нема да се користат наменски? Нема да се користат затоа што се употребуваат за партиски вработувања. Сакам да прашам едно, дали во АД МЕПСО техничкиот директор кој е на возраст од 67 години, преку овие државни средства, преку овие државни пари, си ја вработи својата черка и тоа како советник во кабинетот на неговиот другар, заменик генералниот директор. Ова има врска со трошењето на државните средства, бидејќи се сомневам дека истите овие средства кои што ќе ги позајмите, ќе се трошат строго наменски. Мислам, сметам и праксата во минатото ми дозволува и го темелам на тоа дека средствата не можете да ги трошите, односно не знаете да ги трошите строго наменски. Предлагам, наместо парите да се трошат за презервативи, односно кондоми и лубриканти, наместо за партиски вработувања, наместо за бадеми и фстаци, наместо за тренинг и обука на магариња, со средствата да помогнеме на овие 40.000 ученици за таблети, на стопанството, на кое што му е повеќе од потребна финансиска инекција, посебно во делот на туризмот, угостителството. Сакам да ве прашам, бидејќи сте овде на власт и сте мнозинство, дали вас граѓаните во изборите пред некои месеци ви дадоа мандат така дрско и расипнички да не задолжувате? Дали настапивте со тоа ветување дека кога ќе дојдете на власт, ќе ја задолжите Република Македонија уште за 90 милиони евра? Јас мислам не. Вие велевте дека можеме, дека ќе дојде живо за сите и така натаму. На крај сакам да се обратам до граѓаните. Почитувани граѓани, чувајте се сами, затоа што ако оставиме на владата да не чува и да не штити од овој COVID-19, тешко на сите нас. Го повторувам уште еднаш мојот став, јас ќе бидам против ова задолжување кој што ни е на дневен ред сега. Благодарам. Ви благодарам и на вас.